Почитувани колеги и пратеници, почитувани представници на владата, господин заменик министър, почитувана колежка Фрусина Ташева-Ременски. Со внимание ја следев вашава дискусија, вашиве кажувања, вашиве, пак би ги нарекол и согледувања, затоа што долги години, а веќе станува збори за децении, ги следите прашањата поврзани и генерално со државната безбедност, но исто така и со јавната безбедност. И во тој дел, во почетокот би можел да кажам дека заеднички споделуваме загриженост во делот на почитување на законите, заеднички споделуваме грижа за овластените службени лица, односно конкретно како што ние и народот и јавноста ги нарекува полицајците, и заеднички сметаме дека не треба да бидат напаѓани, дека треба законите да имаат превентивен карактер, дека треба да има фактор на одвраќање и дека едноставно треба да се намалат ризиците за јавната безбедност на минимум колку што се може. Од тие причини би сакал уште еднаш, значи ако може во контррепликата, коментар за она што го сметате како генерална интенција во овој закон. И јас имам и споделувам слична воздржаност, а тоа е дека ако генерално говорите, треба често пати да има и намалување на глобите, треба да има и такви чекори, но истовремено, ако премногу се намалат, тогаш се намалува и оној фактор на одвраќање во делот на напади врз полицајци, напади врз имот, насилни демонстрации, фудбалски надпревари, јавни собири и така натаму и така натаму. Значи, согласно вашето долгогодишно, па би рекол и децениско искуство, во овој дел, кои решенија мислите дека се најдобри, во кои земји, например, гледате ваква легислатива каде што би можело евентуално да имаме примери, земји кои што се и во делот на европските интеграции добри, кои што се членки на Европската унија, значи со кои земји мислите дека ние би можеле во делот на овие закони кои што ги имаме да најмногу имаме на некој начин сличност, корелација или пак слични околности, а во кои што имаме солидна јавна безбедност но истовремено не загрозувајќи го јавното демократското право на собир, на протест, на изразување на мислење и слобода на говор. Значи, повеќе теми сакав јас да допрам, затоа сум пријавен за збор, повеќе ќе кажам во мојата дискусија. Благодарам.